Анализите наши покажуваат дека од ден на ден се повеќе и пожестоки се притисоците врз нашите членови, кои што согласно статутот на СОНК имаат меѓу другото и обврска да излезат на јавен протест. Никој во оваа наша држава не смее да издаде никаква наредба за бојкотирање, за неизлагање на јавниот протест. Нека не ги мешаат термините протест и штрајк. СОНК организира јавен протест во Скопје пред Министерството за образование. Имаме индиции, имаме укажувања и кажувања дека притисоците се вршат на многу места, да не кажам секаде во сите локални самуправи, сите општини преку директорите. Доказите, како што најавивме и на минатата пресконференција, од која ќе ги обезбедиме, ќе ги обелодениме, ќе кажеме и со име и со презиме, и со кој град, која општина и така натака. Нема никој да се заскрие зад моќта што ја поседува во овој момент. Имаме доста закани кон членството. Закани упатени вербално, закани упатени преку мејлови, закани упатени преку пораки. Лични закани за себе и закани кон семејството. Дали некој ќе остане без работа што ќе излезе на протест? Дали некој член на семејството ќе има некаква судбина која што никој не би ја посакал? Отворени закани, каде што, повторувам уште еднаш, ќе излеземе со сврсти докази кои ќе ги обезбедиме. За сега се само кажувања, односно индиции. СОНК ќе продолжи да функционира и да работи онака како што е неговата статутарна и програмска определба. СОНК ќе остане единствениот независен синдикат во државата. СОНК никогаш не бил нити владин, СОНК никогаш не бил ни антивладин. Ние ќе излеземе на јавен протест. Ќе излеземе онолку колку што ќе дозволат моќниците СОНК да излезе на јавен протест. Ние сме свесни од бројката која што беше пријавена пред 2 дена, дека веќе е на третина преполовена. Тоа значи дека притисоците се жестоки и дека очекуваме во текот на денешниот и утрешниот ден дека притисоците ќе бидат уште пожестоки и дека ќе продолжат. Меѓутоа, Советот на СОНК препорачува, укажува дека ќе излезат онолку колку што ќе останат храбри да се одважат врз за каните на актуелните моќници. Утрешниот протест на СОНК ќе се одржи, без разлика што притисоците се жестоки, без разлика што знаеме дека релативно малку ќе излезе нашето членство. Дури еве искрен ќе бидам, овдека имаше и предлози од Советот на СОНК на протест да излезе нашето членство со маски заради заштита на нивниот идентитет, да немаат никакви последици кон себе после протестот и после последици кон нивното семејство. Зар не е жално, зар не е тажно највисоката интелигенција во државата да се плаши да го каже својот револт јавно? Каде отидовме? Ги охрабрувам нашите членови. Нека не се плашат да го поддржат овој јавен протест. Нека излезат што помасовно. Нека го дадат својот допринос за тоа што тие го бараат од нас. Сите овие барања не ги измисли раководството на СОНК. Сите овие барања излегува од членството на СОНК. Советот на СОНК, раководството на СОНК има должност да ги остварува нивните барања, има должност да се бори, да работи за барањата на членството.